Почитувани дами и господа, добра вечер. Следите X0 на канал 5. Јас сум Роберт Поповски. Македонија е во длабока политичка криза. Тоа е веќе кристално јасно. Утре е последниот обид да се доближат ставовите на лидерите на двете најголеми политички партии во Македонија. Последниот нервен гамбит на Груевски и Црвенковски. И сите сме во надежда дека конечно елементарните правила за избори ќе бидат ставени на маса и ќе бидат дефинирани. Но доколку не се случи такво нешто, очигледно и станува се поочигледно е дека ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери ќе одат на избори без оглед на тоа дали социјалдемократите и нивните коалициони партнери ќе ги бойкотираат истите. Исто така станува повеќе од очигледно дека социјалдемократите немаат намера да попуштат доколку сите нивни барања не се исполнат, а за две од нив дефинитивно многу тешко ќе се најде договор. Како и да е, државата е во сериозна опасност и закана. Домашната јавност и меѓународниот фактор да не оцени како незрела демократија, држава која што не знае да се ги реализира своите основни приоритети. Во една ваква атмосфера, малите или така наречените помали политички субјекти се обидуваат да го најдат своето место под сонцето и настојуваат да ја презентираат својата предизборна платформа која што, барем од нивна страна погледнато, би требало да предизвика интерес на граѓаните и да освојат пратеници, што ќе значи нивно присуство во идниот парламент. Прашањето е нормално и до нив и до сите други, дали ќе учествуваат на избори доколку некој ги бойкотира. Во оваа емисија до денот на одржување на изборите, до почетокот на изборната кампања, ќе продефилираат лидерите на помалите политички субјекти, условно кажано помалите политички субјекти, барем според бројот на пратеници и моќта на така наречените анкети што досега ја имаат, и тие ќе ги презентираат нивното видување. Доколку се случат избори и доколку нормално на изборите според сите очекувани надежи учествуваат сите политички субјекти, тогаш во оваа програма ќе имате можност да ги видите соочувањата и идеите и размислувањата и на поголемите политички партии, бидејќи нивните лидери беа гости во X0 на канал 5 во периодот пред новогодишните празници, значи време е да ги оставиме да се ја завршат нивната работа, а овде сега ќе бидат присутни помалите партии. Вечерва моја и ваша гостинка во студиото, која што ќе ја представам веднаш по рекламите, бидете со X0. Се враќаме во студиото, гледате X0, вечерашната гостинка. Добро вечер за Лилјана Поповска, претседател на Демократска обнова на Македонија. Добро вечер. Господи Поповска, го одржавте вториот конгрес на партијата, со акламација ве избраа за претседател на Дом во наредните 4 години. За чистија конгрес на помалите политички партии очигледно се вжештува атмосферата, но изненадува еден податок. Оние кои што би требало да бидат најдемократски ориентирани или барем така звучат нивните називи, по примерот на мастодонтите на македонската политичка сцена, на оние султан партии, подеднакво ги прават изборите на својот лидершип. Значи нема против кандидати, има акламација, вие немавте веројатно неважички ливчињак, едно или ниедно. Зошто тоа им се случува на политичките партии во Македонија, лидерот да биде олицетворение на партијата? Пред да ви одговорам на прашање, сакам една работа да расчистиме. Вие во најавата едно 15 на пати повторивте малите партии и малите партии. Ја реков условно. Дали сакавте да ме искомплексирате или што, не знам. Меѓутоа јас да ви кажам дека во тоа нема да успеете, затоа што идејата на Дом е голема и идејата на Дом е зелената опција. А зелената опција е последната политичка опција, најновата политичка опција на во светски размери, значи сите други опции се од минатиот век потекнуваат од поодамна, додека зелената идеја е она најновото кое што во себе ги сублимира најдобрите искуства од претходните опции. Така што зелената опција ја има собрано и идејата на либерализмот за слободата, идејата на социјалдемократијата за социјална правда, но и идејата на десните за почитување на традицијата како дел од
културата, од светското културно наследство. Значи, во едно такво обединувачко дејство, таа само додава уште грижа за животната средина, глобален поглед на светот, грижа за целата планета и борба за опстанок на планетата со борба за животната средина. Така што сум многу спокојна дека ние од Зелените имаме мисија тоа да го покажеме, да освестиме повеќе наши сограѓани во Македонија и да бидеме дел од едно општо зелено еколошко движење во светот. Сега ќе ви одговорам и на вашето конкретно. Не беше тоа поентата. Јас реков според бројот на пратеници или според така наречените рейтинзи што многу луѓе оспоруваат. Јас многу спокојно ви одговарам. Вака, чисто колку да се знае. Ете така. Не, тоа немојте така, тоа е навредливо што ми го кажувате и тоа го одбивам апсолутно, затоа што дали е некој избран демократски или не, зависи од демократската процедура, дали ја имало или не. И ако имало демократска процедура од неколку месеци, каде што се дискутирало и дебатирало за секој еден член на раководството на сите нивоа на партијата, од најниско до највисоко ниво, и ако на крајот се изврши на демократски начин, според статутот, според важечките норми за демократско уредување на една партија, ако се направи изборот, тогаш изборот е демократски и легитимен. Не остава таков печаток. Само Тачи имаше против кандидат. Љупчо Георгиевски едногласно, вие едногласно, Јово Манасиевски едногласно. За овие големи, така наречените големи, да не правиме муал. Значи, знаете што, го чувствувате впечатокот во кој што се наоѓа Македонија, политичкиот амбиент во кој што екзистираме. Потребно е да се видат дискусии, различни мислења на конгресите на партиите. Се говори дека нема веќе дебата во општеството, дека е угушено дека е угушено мислечки дел на населението кој што би требало да ги кажува своите ставови, и сега партиите излегуваат, држат конгреси и завршува приказката. Затоа прашувам. Не се согласувам со вас, но еве. Името на вашата партија е Демократска обнова на Македонија. 2006 година излеговте и ја промовиравте вашата партија со овој назив, и 2011 година истиот назив е на партијата, сега се ориентирате кон зелената опција, меѓутоа сметате ли дека на Македонија всушност токму сега е потребна демократска обнова, дека во овие изминати 5-6 години демократијата назадува во земјата? Демократијата е потребна на Македонија. Демократијата е потребна на Македонија како воздух. Никогаш нема доволно демократија во една земја и секогаш треба да се бори секој за уште повеќе демократски простор. Тоа е една долгорочна мисија која што нема да има никогаш крај. Добро. И потребна е сега демократска обнова или 2006 година? Една компарација. Секогаш си има свое место и своја потреба. Ја обновивте ли вие Македонија демократски последните 5 години? Колку дадовме прилог во тоа, затоа што токму како што спомнавте дебати, ние влеговме во многу дебати на јавната политичка сцена. Ние сме во коалиција веќе 4,5 години и тоа е сосем легитимно, затоа што со коалиционен партнер кој што е постојано обвинуван од определени структури во општеството дека ја гуши демократијата, слободата на мислење, слободата на говорот и така натаму. Значи, ние влеговме во коалиција затоа што тоа е единствен начин да може една партија со еден пратеник и со нова опција, зелена опција што ја промовира, да може да ја внесе во владините политики. Ние сме многу задоволни што за прв пат во овие изминати неколку години зелената опција зачекори како владина опција во Македонија и тоа е голема работа. Значи, тоа што значи? Ние се обединивме околу три главни столба. Тоа беше евро и НАТО интеграциите, тоа беше економскиот развој и тоа беше борба за правна држава. Три основни компоненти околу кои што генерално земено се сложувавме и немавме и со коалиционите партнери. Да не заборавиме дека во оваа коалиција имаше 22 партии, од кои 11 парламентарни партии, од сите етнички заедници, буквално од сите етнички заедници и со самото тоа, значи демократскиот принцип е задоволен затоа што сите различни субјекти во државата и со исклучок на неколку опозициони партии беа
беа заедно да дебатираат и да се определат за насоките како ќе се движи државата. Се разбира, во сите овие области се постигнати и напредоци, а некаде не е постигнато сето она што се сакало да се постигне. Судството е на критики постојани во сите извештаи на Европската комисија. Не е полошо од тоа што било. Не е полошо, напротив. Дали е тоа утеха, госпоѓо Поповска? Од кога, како што било? Од пред 2006 година? Да, затоа што донесовме многу секоја нова наредна политичка гарнитура или коалиција се бира за да ги поправи